Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести. Жителите на гостиварското село Падалиште бараат итна санација на штетите од изградба на мини хидроцентрала. Тие реагираат дека патот што води до селото е уништен, а штети има и врз нивите. На инвеститорот и институциите им дадоа рок од 15 дена да превземат мерки. Револтирани од штетите што ги претрпеле од изградбата на мини хидроцентрала во селото, жителите на гостиварско Падалиште денес излегоа со барање за преземање на итни мерки за санација. Реагираат дека со градежните работи бил уништен патот што води до селото, не е поставен подпорен зид, а штети имало и врз околните ниви. Штетите се нормално. Огромно штетата 500 метри од име на Кал до овде. Тие го направи. Има зидови да се прават да не падне патот надоле, да бегат со некој да се тепат. Имат зидови да се прават да не паднат во пат. Имат гуми што се оштетено, ние сме работили тука со години, не ги направиле. Ништо осим едно парче ливада што рекол и тој. Таа малку е зграбена, ма ние направено како треба. Ние бараме сите оштетите на селото Падалиште што се правени од таа компанија да се прават. Имат рок 15 дена. Нека се мислят, нека дојдат, нека и прават, не ги тират никој. Ако не ги прават, ние сме должни да го прекинеме хидроцентралата. Граѓаните се пожалија дека ниту институциите, ниту инвеститорот, фирмата Фероинвест, за изградба на објектот воопшто не побарале мислење и согласност од нив, како локално население. Жителите за помош и поддршка денес се обратија кај градоначалникот Арбен Таравари. Кога имаме аргументи, им покажавме кога и што се добиени документите. Ние не сме против инвеститори, добро е да има инвестиции инвеститори, меѓутоа треба да се почитува и местното население. Сега има оштетени патишта и одредена инфраструктура која што тие бараат да им се компензира. Затоа ја им кажав дека јас стојам до нив за било какво нешто што треба, меѓутоа како општина не можеме да им помогнеме. Дозволата за градба од локалната самоуправа била издадена во 2013 година. Граѓаните велат дека фирмата инвеститор на хидроцентралата во 2015 на сметка на општината уплатила над 170.000 евра. Тие објаснуваат дека законски 25% од сумата за санирање на штети требало да добие селото, но до денес не било исплатено ништо. Така наречената сезона на аерозагадувањето само што не започнала, но превентивни мерки во градот речиси ги нема. Хигиената е на незавидно ниво, нема мерки против хаосот во сообраќајот, а изградбата на големи објекти, пред се колективни згради, никако да запре. Тетовци дишат чист воздух, нова загарантирано право нема уште многу да трае. За повеќе од 1 месец ќе започне сезоната на аерозагадувањето. Изворите за штетните PM10 честички веќе се знаат, сообраќајот, неконтролираниот урбанизам и нехигиената. Но на што загрижува, како што велат од Центарот за јавно здравје, е што во зимскиот период дел од комуналниот смет се пали. Во летниот период огромна количина на комунален отпад. И огромна количина. Често пати велиме дека тоа е поврзано со доаѓањето на нашите печалбари, па свадби правење, така да, или пак со ритамот на собирање на комуналниот отпад, меѓутоа ритамот е постојан. И во зимскиот период, за новогодишните празници, исто имаме доаѓање на печалбарите, а ако приметите, контейнерите се празни. Што значи тоа? Логичен заклучок, дека ако 70% се на цврсто гориво, тоест на дрва, комуналниот отпад го горат. Ја апелирам да не се пали комуналниот отпад, да се складира во контейнерите и да се јавното комунално предпријатие да си го дистрибуира понатаму. Истакна доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово. За намалување на аерозагадувањето, владата субвенционираше 30 фирми од Тетовско за поставување на филтри на оджаците, а најавени е субвенција за домакинствата, кои што своите печки на дрва ќе ги заменат со климауреди. Од Центарот велат дека мерките се за поздравување, но недоволни за намалување на големото аерозагадување. Тоа се добри одлуки се.
добри одлуки, секако дека ќе се намали употребата на цврстите горива. Истакна доктор Давидовски. Од неодамна започна да работи мерната станица за мерење на квалитетот на воздухот во Тетово, која беше во дефект неколку месеци. Таа сега покажува вредности под максималните граници, односно нивото на PM10 частичките достигнуваат до 30 микрограми на метар кубен. Повреден работник додека извршувал работни задачи во фабрика во Гостивар. Според полициски статистики на Тетовско-гостиварското подрачје, годишно се случуваат 30 несреќи при работа. 49 годишен гостиварец вчера се здобил со тешки телесни повреди, додека извршувал работни задачи во фабрика во Гостивар. Тој бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош, информираат од СВР Тетово. Пред 10 дена пак почина припатот Бандера вработен во Евана, кој заедно со негов колега изведувале работи на отстранување на дефект од далновод во близина на Джепчиште. Од Македонското здружение за заштита при работа велат дека во случај на несреќа при работа, таа треба детално да се истражи за да се најде точниот извор. А како превенција, работниците треба да ги пријавуваат сите ситуации кои би ги довеле во опасност. Не е доволно само да се восстанови дека можеби е човечка грешка, мора да се детализира до степен каде ќе се открие зошто се појавила таа грешка, дали поради замор, недостаток на информации, погрешни информации, грешка на колега, недостаток на лична заштитна опрема, немање опрема, несоодветна лична заштитна опрема и така натаму. Работниците треба да ги пријавуваат сите оние ситуации во кои можело да настане некоја појава или грешка која би донела до несреќа при работа. Од клучно значење е охрабрувањето од страна на менеджментот, како и поддршката која ќе биде дадена на работниците околу вклучувањето во процесот на обезбедување на добра работна средина. Најдобре да се направат тимови и предложите за подобрување на процесите најпрво треба да се разгледаат од една група на луѓе, па потоа тие да се формулираат во нека предложена форма за на крај да се испратат до претпоставените, односно до соодветните кадри кои што се задолжени за имплементирање на барањето Законот за безбедност и здравје при работа. Најчесто несреќи при работа се случуваат во градежништвото, при изградба на нови или реконструкција на веќе постоечки објекти, но и во производствено занаетчиски фирми. Причините се различни. Како најчести таргетирани причини кои доведуваат до несреќа на работа се невниманието на работниците, неносењето на заштитна опрема, неодговорниот однос на работодавачите и раководниот кадар во доследна примена на прописите од областа на безбедност и здравјето при работа, неизвршената проценка на ризик, необученост на вработените, неизвршени здравствени прегледи на вработените, необезбедување на безбеден работен простор и така натаму. Сумирано се започнува и завршува со некултурата на работното место, со она, односно со тоа какви мерки за заштита на работниците се преземат. Според статистиката на Македонското здружение за заштита при работа, во 2018 година во земјава се случиле 123 несреќи при работа, од кои 33 биле фатални. Во Тетово се случиле 2 несреќи и 1 смртен случај, а во Гостивар 11, од кои 2 биле со фатални последици. 25 годишник се сомничи дека украл речиси 85.000 евра од својот дом. Кражбата ја пријавил неговиот татко. Секторот за внатрешни работи Тетово целосно ја расчисти тешката кражба пријавена на 6 октомври годинава од 51 годишник од тетовското село Јанчиште и ќе изготви соодветен поднесок против неговиот 25 годишен син, кој се сомничи дека во изминатите 3 недели од металната каса во домот одзел 5.199.000 денари. И во денешниот полициски билтен на СВР Тетово регистрирани случаи на пронајдена дрога. Денеска околу 1 часот и 50 минути во Тетовско горно палчиште полицијата лишила од слобода 2 лица, 22 годишник од Порој и 27 годишен тетовец, затоа што при преглед кај нив и возилото со кое се превезувале бил пронајден кокаин.
Кокаин и марихуана биле пронајдени при преглед на 23-годишникот Требош и 24-годишникот Желино, вчера околу 20 часот и 30 минути, на регионалниот пат Тетово-Брвеница, пошто тие се приведени. 1 час подоцна во Тетово лишени од слобода се и двајца тетовци на возраст од 40 и 44 години, затоа што кај нив била пронајдена марихуана. Сите приведени лица биле задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување на случаите. Против нив ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. 27 погрешно паркирани возила регистрирала полицијата во текот на вчерашниот ден. Засилените контролни активности на секторот за внатрешни работи Тетово околу паркирањето во Тетово и посебно во неговото централно подрачје со несмален интензитет продолжуваат и оваа недела. Вчера полициските службеници откриле и законски санкционирале 27 погрешно паркирани возила, односно возачи. Покрај ова откриени се исто така 13 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина, 7 кои управувале без положен возачки испит, 5 со истечена регистрација, 2 алкохолизирани возачи, 2 возачи почетници и други видови прекршоци. На прекршителите изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените санкции. Нова фасада неодамна осамна на основниот суд во Тетово. Реконструкцијата, која подразбира реновирање на повеќе делови во судот, е дел од проект што го обезбедил судскиот буџетски совет. Основниот суд во Тетово веќе неколку дена има нова фасада. Оваа зграда е конструирана во далечната 1962 година. Во оваа зграда својата дејност ја обавуваат и основното јавно обвинителство и јавното правобранителство. Оттаму велат дека зградата повеќе пати имала потреба од реновирање, но до сега немало некои поголеми реконструкции со исклучок на донацијата од УСАИД во периодот од 2003 до 2005 година, кога биле извршени одредени санирања. Годинава, од страна на судскиот буџетски совет, бил обезбеден проект со чии средства судот ја доби новата фасада. Во овој дел се обезбедени средства во висина од 100.000 евра, кои се однесуваат конкретно на реконструкција на кровната конструкција, поставување изолација и плафони на целокупниот трет кат, замена на сите олуци, поставување на термичка изолација и нова фасада на објектот. Исто така, согласно планот за јавни набавки, предвидено е најверојатно во идната година да се изврши реконструкција на сите санитарни јазви, меѓутоа за тоа дополнително ќе бидеме известени. Портпаролот на судот Лидија Илиеска вели дека реконструкцијата која се извршила оваа година е од голема важност, се со цел непречено функционирање на судот и другите органи кои ја вршат својата дејност во оваа зграда. Како институција сме подготвени да го имплементираме мислењето на експертите на Венецијанската комисија за законот за јазиците, рече премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање при денешната посета на фабрика во Велешко село. Тој додаде дека се работи за драфт верзија на текстот. Законот е право, човечко право, кое произлегува од правото на употреба на јазици. Јазикот е средство да се разбереме, да го направиме животот да ни биде полесен, покомуникативен и слично. Од тука доаѓа потребата буквално на употребата на јазиците. Тоа е уставно право на граѓаните, го законот живее денеска, ништо не се сменило во нашата земја, а граѓаните имаат дополнително право кое што уставот им го гарантирало. Венецијанска комисија ќе ги даде своите укажувања конечни, кои што секако ние сите ќе ги имплементираме, заради тоа што ако сме со намера да бидеме во Европска унија, да ги почитуваме европските институции, заради тоа што тие ни кажуваат што е европско, што е контраевропско, што е проевропско. Мислам дека имаме подеднакви ставови во владата дека овој закон е добар и овој закон треба да продолжи да се имплементира.
Две млади фудбалерки на Љуботен настапија за женската фудбалска репрезентација на Македонија на квалификацијскиот турнир за пласман на Европското првенство во 2020 година. Македонската женска фудбалска репрезентација до 19 години вчера го заврши настапот на квалификацијскиот турнир што се одржуваше на терените на тренинг комплексот на Фудбалската федерација на Македонија. Дел од оваа селекција беа и две млади фудбалерки на женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово. Марија Ничевска беше стандардна на голот на Македонија на сите три надпревари, додека Деспина Паунович на левата бековска позиција настапи на првиот надпревар против Франција, а на останатите два надпревари остана на клупата за резервни фудбалери. Игравме со Франција на квалификациите, со Романија и Словачка. Многу јаки екипе, добри држави. Со Франција изигравме со сета моќ што ги имавме. Исто така и Словачка, се браневме, имавме добри акции за напад за да постигнеме гол. И последната утакмица што игравме со Романија, дадовме се од себе последна утакмица и се надевам дека ќе постигнеме се повеќе голови. Јас сум задоволна. Добро игравме со Франција, со Словачка и Романија, беа многу јаки они и имаа подобра игра од нас, но ние се трудевме, максимум дадовме на терен, но тоа е крајен резултат. Македонија турнирот го заврши со 3 порази на исто толку надпревари. На првиот надпревар нашата репрезентација беше поразена со високи 10:0 од Франција. Потоа следуваше пораз од 6:0 од Словачка, а во последното коло и пораз од 3:0 од Романија. Американскиот председател Доналд Трамп ја бранеше неговата одлука да ги напушти курдските борци во Сирија како исполнување на предизборното ветување за повлекување од, како што рече, бескрајната војна на Блискиот Исток. Председателот Трамп за време на средбата со војните лидери во Белата куќа изјави дека американските трупи ќе се повлечат пред очекуваниот турски напад врз курдите, кои со години се бореа заедно со американците. And it was supposed to be a very short hit and a hit on ISIS, but it didn't work out that way. They never left, and they've been there for many, many years. Трамп прецизира дека на повлекувањето на американските сили се работело подолго време и отистанува збор за цврста одлука. It's always a firm decision. Last time I made a firm decision, and I said we'll do it over a period of time. Во последните недели изгледа дека Соединетите држави и Турција постигна очигледен компромис околу турската загриженост за присуството на курдските борци кои Турција ги смета за закана и намерата на Турција да формира безбедна зона источно од реката Еуфрат со крајна цел таму да бидат сместени околу 2 милиона сиријски бегалци. Но Трамп се закани дека Соединетите држави ќе уништат турската економија ако во таа акција се отиде предалеку. Претходно турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, кој се наоѓа во посета на Србија, најави скорошен почеток на воената операција против курдските единици кои Анкара ги смета за терористички. Курдите тоа го оценија како кршење на гаранциите што ги добија од Соединетите држави и предупредија дека заминувањето на американските сили би можело да доведе до враќање на исламската држава. Американските и турските војници спроведуваа заеднички патроли во зоната по должината на турско-сириската граница. Како дел од таа работа, бариерите дизајнирани да ги заштитат курдите беа демонтирани поради гаранцијата дека Турција нема да ги нападне. Најновата одлука на Трамп ја стави војната состојба во Сирија во нов хаос и внесе подлабока неизвестност во односите на Соединетите држави со европските сојузници. Одлуката најде и на критики во неговата републиканска партија дека со тоа тој жртвува важен американски сојузник и го поткопува американскиот кредибилитет во светот. Времето денес беше променливо облачно и свежо на север со сончеви периоди. Во утринските часови со локален дожд на југоистокот. Дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурите се движеа од 6 до 18 степени.
Времето утре ќе биде малку до умерено облачно и потопло со слаб до умерен јужен ветер. Температурите ќе се движат од 9 до 22 степени. Тоа беше последната информација во денешните вести. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!